Директорот на јавното предпријатие Брегалница од Делчево, Ванчо Цветановски, од вчера е пациент на Кочанската болница. Тој е со фрактура на носната коска по тепачката која се случила во неговата канцеларија. Таму со директорот се тепале полицаец во пензија и неговиот син од една и директорот од друга страна. Во тепачката која била жестока, повреди имаат тројцата учесници, но во болница завршил само директорот. Од физичкиот напад, ВЦ и ЗН се здобиле со телесни повреди констатирани во здравствениот дом Делчево. Од страна на секторот за внатрешни работи Штип се превземаат мерки и активности за расчистување на кривично-правниот настан. Како и зошто се случил инцидентот? И 6 месеци сум подложен на вистинска тортура, на товарање на бекатон, на асфалт, на камења, а јас не можам да кревам ни 5 килограми. Значи денеска, негде околу 14 часот, секретарот ме повика во неговиот кабинет и ми каже со зборовите, кажал директорот дека од 1 јули немам право да се јавувам веќе на работа, дека нема да ми биде продолжен договорот. Дека го питам, што е причината и он вика на мене, ја не сам причината, имам наредба да го напада од работа. Кој ти нареди това да го нападиш од работа? Големио. Којето е големио? Вика ти знаеш. Во телефонски разговор со ТВ Стар, директорот Цветанов кратко изјави: Никогаш не сум малтретирал никој од вработените, нити сум вршел мобинг врз кого и да е. Во меѓувреме, вработениот кој е посочен како едно од лицата кое го нападнало директорот, добил решение за принуден одмор. 6 години за дрешетки од животот ќе помине Горан Н. од Спанчево. Тој денес во Кочанскиот суд се изјасни виновен за смртта на 25-годишниот Даниел Костов, исто така од Спанчево. Убиството се случило на 28 јануари оваа година, кога Горан по Даниел мавнал со клешта. Ударот во главата за младиот Даниел бил фатален и тој почина по 2 дена на едно од скопските клиники. Судењето, семејствата го чекаа 5 месеци и пред неговото отпочнување вознемирени беа посебно блиските на Костов. Многу лошо се чувствувам само ментално. Не знам и како ќе го видиме. Со кој ќе се сочим со него. Секојдневно минеме таму. Убийци село да има. Никогаш нема да го пуштиме в село. Пред нас врата е утепано детето. Не знам што да кажем побише. Нивната болка беше очигледна и од судот тие денес очекуваа праведна одлука. Ако правилно постоја судот, треба да однесе правилна одлука и со висока казна, доживотна казна. Оти ние сме потресени, ние сме исто село, не можеме да поднесеме да се гледаме со нив. Но одлуката за казната која судот ја донесе доцна попладне за Костови не беше правда. Премалку за да убиеш човек 6 години затвор, да он го признава делото, точно, ама која е причината нека каже зашо. Која е причината нека каже. Од друга страна, правниот застапник на убиецот за нас не беше достапен за коментар. Поради висината на казната, оштетените најавија жалба, а одлуката на повисоката судска инстанца се очекува за кратко.